Ке ги искористат ли бизнисмените и земјоделците парите од мерката 3 од ИПАРД програмата? Заврши рокот за аплицирање преку кој заинтересираните може да инвестираат во материјални средства во преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никол Чебабовски информира дека со овој јавен повик им се овозможува на домашните претпријатија и на земјоделските задруги да инвестираат во отворање преработувачки капацитети и опрема, при што 50% од инвестицијата ќе биде кофинансирана, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка. При тоа 75% од средствата кои ќе бидат кофинансирани ќе бидат обезбедени од инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија ИПАРД 2014-2020, а 25% од средствата ќе бидат кофинансирани од буџетот на Македонија. Стопанствениците кои сакаат да ги зголемат капацитетите, да градат нови или истите да ги опремат со нови современи машини за преработка на земјоделски производи, месо и млеко, може да аплицираат, а на располагање имаат 13,2 милиони евра. Оваа мерка се однесува на инвестиции во преработувачки капацитети за млеко и млечни производи, месо, производи од месо, вклучително јајце и живина, овошје, житарици, мелнички продукти, вино и шира. Дополнително, финансиската поддршка се зголемува за 10% доколку се работи за инвестиции во згради или опрема, чија што намена е да се подобри енергетската ефикасност. Од друга страна, земјоделските стопанства имаат рок уште од 10 дена за подготовка на апликации за мерката 1 – инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства. Рокот за доставување на апликации за оваа мерка завршува на 9 февруари. По првиот повик од ИПАРД 2 склучени се околу 940 договори во вредност од 18 милиони евра.